вака кажа информации дека тие компресивни одела се изработуваат по нарачка и се изработува за секој поединечно компресивно оддел. Јас имам информации, значи од родител од еден од повредените дека оделото коштало 5000 евра. И што е најтравматично во целата оваа приказка е дека тоа одело не е долготрајно, дека на некој месец ќе треба да го менуваат и ќе треба да го купуваат пак. Што значи дека имаме некоја бројка од околу 70 деца кои што треба да носат такви компресивни одела и дека ако од прилика, ајде да речеме од 2, 3 до 5000 евра кошта тоа компресивно одело, рачунаме дека во наредните 2 години секој месец ќе треба да купува такво одело. Што значи дека дури овие огромни 600.000 евра кои што сте ги собрале до сега нема да бидат ни приближно доволни за да се помогне. Јас само сакам, значи без разлика и кај повредените и кај оние кои што се уште во болница и кај оние кои што изгубија блиски своји, сакам да истигнуваат донации, тоа да биде нон-стоп, затоа што на тој начин покажуваме ние колку сме заедно со нивната болка. Некој пати го напоменувам тоа дека донацијата не е само финансиски да им помогнеш на луѓето, донацијата е и да им покажеш како еден гест на разбирање, гест на емпатија. И јас сум сигурен дека доколку сега не им ја дадеме нашата подршка, секој од нас буквално моментално апелирам до секој граѓанин, како и до сите институции, во спротивно сум сигурен дека ќе настане уште поголем хаос.